Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години патувам низ руралните региони и заборавените села во Република Македонија. Овој пат се наоѓам во Република Албанија, поточно речено во општината Пустец, да ги посетам 9 села во Република Албанија, да ги посетам мештаните македонците во општината Пустец, а тие да ми раскажат многу приказни за нивните родни огништа. Почитувани мои, патувајќи низ Република Македонија, патувајќи низ етничка Македонија, користам многу литература, кое што таа литература ја наоѓам копајќи низ архивите, како во Република Македонија, така во архивите во Република Србија, Албанија, во Грција и во Бугарија. Меѓу тие архиви се наоѓа, овој пат ќе ми биде водич низ селата во општината Пустец, тоа е книгата на Владо Јовановски со работен наслов "Населбите во Преспа", каде што има и посебе дел за 9 села во општината Пустец. Поминаа речиси 40 на години откако во тогашната радио телевизија Скопје, поточно речено во тогашното радио Скопје, во радио емисиите Гласот татковината и нашите сонародници во странство, под менторство на бардот на македонското новинарство Владо Гаџовски, ја направив првата радио репортажа со работен наслов "Рилево село во Донерска околија", а нешто подоцна во утринската програма на телевизија Скопје "Добро утро Македонијо", истата видео ја обликував под работен наслов "Заборавеното село Рилево", каде што си поставив работна задача еден ден не само што ќе ги посетам речиси сите села во Вардарскиот дел на Македонија, туку и поголемиот дел од селските населби во Пиринскиот, Егејскиот, во областа Гора, која се распостила во Србија, областа Голо брдо и 9 селски населби, населени исклучиво со македонци во Мала Преспа во Албанија. Како што одминуваа годините, така мојата работна задача полека се реализираше. Покрај 1700 селски населби, според мојата евиденција, од вкупните 1984 села во Република Македонија, што ги имав посетено, десетина документарни видеозаписи што ги направив во Егејскиот дел на Македонија, од вкупните според евиденцијата на Јован Трифуновски, 2000 селски населби, 5 селски населби од вкупните 28 според евиденцијата на Исмаил Бојда во областа Гора, неколкуте населени места во Пиринска Македонија од вкупните 500, исто така според евиденцијата на Јован Трифуновски, и неколкуте села од вкупните 16 според евиденцијата на Никола Ѓурај во областа Голо брдо. Ете така да речам, дојде денот, како што вели народот, да дојдам и меѓу македонците кои живеат во 9 села во албанскиот дел на Преспа во општината Пустец. Одлуката, така да речам, беше донесена на сам ден на Вртолом 2021 господово лето, кога бев на снимање на нов документарен запис во мариовското село Крушеица, под самата падина на врвот Маргара, на местото викано Света Петка, каде што после неколку поминати векови крушенчаенецот Јоше Сајковски пред 17 години по Божја промисла започна со вообновувањето на многовековниот манастир Света Петка при самиот крај на празнувањето. Прилепчанецот Валентин Поповски ми рече: "Зоране, да те прашам нешто онака по прилепски, ќе може ли?" Како не може, му реков. Дали досега се бил меѓу нашинците во Мала Преспа, во албанскиот дел во општина Пустец, таму има 9 села, чисто македонски, голема добрина ќе направиш да направиш некое кадро, оти знаеш и тие се нашинци, македонци пород, многу ќе се израдуваат, ме праша. Долги години се токмам, ама да бидам искрен и пред себе и пред тебе, ама и пред Бога не сум бил, му одговорив.
Ај вака ќе направиме. Денеска сме Вртолум. Од Вртолум до Света Марина имаме точно 30 дена. Имаме доволно време јас да им кажам на нашинциве дека ќе ги посетиме. Јас најсетне ќе те однесам во првото село, после Стење, селото Туменец, и да знаеш, на селото Туменец и селска слава му е, а има и убав манастир, Света Марена се вика, и убави конаци има, а и веднаш до езерото е, со кајќе ќе се оди таму. Се согласуваш, што велиш, повторно ме праша Валентин Поповски. Како не се согласувам, таман работа, па тоа цел живот го работам. Ти кажи им на нашинцина во Туменец дека заедно ќе дојдеме на гости, шеговито му одговорив. Бравос, бре Зоране, бравос, таков, ќе ми направи на душичкава моја, што досега никој ми нема направено во животот мој, досегашен радосно ми подвикна Валентин Поповски. Почитувани мои, помина речиси една година кога наминав во селото Туменец и речиси 30 дена оба 2022 господово лето, кога го посетив селото Горна Горица и ете како што вели народот, според господовото провидение, ете нагости дојдов и во селото Долна Горица и за него да направам документарен видеозапис. На сам ден на прочка, заедно со мојот пријател Валентин Поповски, тргнавме во албанскиот дел на Мала Преспа, селото Долна Горица, каде што продолжив со снимањето на документарниот серијал во 9 продолженија со работен наслов Општина Пустец, историографски записи. Почитувани мои, ова мое патешествие кај македонците кои живеат во општината Пустец немаше да биде реализирано без соработката на првиот меѓу еднаквите во општина Ресен, градоначалникот на општина Ресен Јован Торзиевски и стопанственикот Милчо Кузмановски. Македонско-горничко-преспанската езерска регија, како дел од парчето земја која со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее на ова парче земја македонски е преполна со историја и само историја. Секоја грудка земја, секоја карпа, секоја капка вода кога ќе стиснете во вашите дланки, протекува историја и ќе протече историја и само историја. Историјата на македонската сага е долга колку и името Македонија. Можеби македонците формално не биле образовани низ вековите наназад, процентуално, меѓутоа во нив постојано постоел македонскиот код, кој што се пренесувал од колено на колено и практично преку него сме се осознавале за нашиот собствен идентитет. Устните творештва, устните преданија и сите народни умотворби се големо богатство за македонскиот народ. Сите овие народни, да речеме, устни преданија, сите овие творештва и така натаму представувале исклучителни елементи кои што сериозно се спротивставувале на изучувањето кое е било прокламирано врз пропагандата образование. Македонците наназад со векови низ својата историја биле етнички угнетувани. Меѓутоа, традицијата е таа која што не одржувала во живот и преку која ние сме се осознавале. Традицијата нудела елементи кои што буделе, практично ја буделе нашата македонска национална свест и нашата македонска национална мисла. Нашата традиција, нашите обичаи, нашите навики имаат длабока историја, тие се одамна родени.
Сите овие нови адети, обичаи, навики и традиции кои што се воспоставени подоцна, никогаш не можат да ги заменат нашите стари навики, нашата стара традиција. Значи старите слави, прослави и така натаму. Почитувани мои, навистина се радувам што ете така да речам, ми се оствари долгогодишната желба да дојдам во општината Пустец, да ги посетам 9 села во оваа општина и за нив да направам документарни записи. Речено сторено, како што вели народот. На сам ден на Свети Тројца, во раните утрински сати, од Прилеп преку Битола, Ресен, по магистралата Ресен-Царев двор граничен превир Стење и по 20 минути лагана возња со возилото од марката Мерцедес под команда на Диме Степуле, откако ги поминавме граничните формалности заедно со мојот пријател Валентин Поповски, пристигнавме во селото Долна Горица. Владо Јовановски во неговата книга на селбите во Преспа има забележено своји податоци и за селото Долна Горица. Во оваа книга за селото Долна Горица го има забележено следното. На околу 4 километри јужно од албанско-македонската граница, на самиот западен брег од големото Преспанско езеро и условно наречениот Гориченски залив, лево од патот Битола-Корча, на мало конфигурацијски издвоено полуостровско возвишение во крајзерската рамница, во изобилство на главно питоми растенија, на надморска височина од 860 метри, се наоѓа селото Долна Горица. Почитувани мои, да бидам искрен најпрво пред себе, пред вас, а и пред Бога, пред да дојдам во селово Долна Горица, неговата околина, ја замислував дека таа е пуста пустелија, а селото, како од оние нашиве заборавените села, со неколку жители, со по некој старец, села со паднати куќи, плевни, обраснати двороби со трња и капини, очекував да ја видам Долна Горица од времето на владењето на Енвер Хоџа, ама старинскиот лик на селото одамна беше заменет со новата современа западна архитектура, со убави кујчи, уредени дворови, распослано во непосредна близина на преспанските езерски води, полно село со народ, село со градски манири, на кое можат да му позавидат приградските и градските населби во Република Македонија. Окото на секој добронамерник, праќајќи го својот поглед во правец на хоризонтот на Горничкевскиот залив, како дел од Преспанското езеро, може да не го забележи селото Долна Горица, кое раскошно блескотеше по зраците на утринското преспанско сонце. Почитувани мои, предлагам поголемиот дел од моите досегашни историографски, антрополошки и географски сознанија за селото Долна Горица, со кои располагам, копајќи низ архивите ширум балканските простори во изминатиот период, да ви ги пренесам со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од македонските простори, а и пошироко, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата,
ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда заборавот. Владо Јовановски во неговата книга на селбите во Преспа има забележено своји податоци и за селото Долна Горица. Во оваа книга за селото Долна Горица го има забележено следното. На околу 4 километри јужно од албанско-македонската граница, на самиот западен брег од големото Преспанско езеро и условно наречениот Гориченски залив, лево од патот Битола-Корча, на мало конфигурацијски издвоено полуостровско возвишение во крајзерската рамница, во изобилство на главно питоми растенија, на надморска височина од 860 метри, се наоѓа селото Долна Горица. Селото од север се граничи со Горна Горица и Туминец, од исток со водите на големото Преспанско езеро, од југ со селото Глобочани, а на запад се возвишуваат и протегаат високите каменести цртови на Галичица, а преку нив со селата Халараупи и Братимира. Аторот на селото се распостила на десетина квадратни километри, чиј простор претежно е ридско, планинско и рамничарско земјиште. Ридско-планинскиот дел е обраснат со дабова, дренова, габрова и букова шума и сочни пасишта. Обработливото земјиште се распостила меѓу езерската рамница и каменитото земјиште во североисточниот и источниот дел од атарот. Во атарот на селото нема изворишта и водотеци. На јужната страна од селото се наоѓа понарод Завир, низ кој видливо истекува езерската вода. Селото со вода за пиење претежно се снабдува од езерските води и неколкуте бунари. Ако бараш простор во кој се испомешало минатото со сегашноста со иднината, посети ги 9 села распостилани покрај југозападниот брег на Горничевиот Преспанско-езерски залив, кој молкум шепот и скоро без глас, раскажувајќи и пророкувајќи си ја соствената судбина од раскошен мир и немир, во исто време необјаснимо сплотени едни во други, обдарени со милоста Божја, накитени и распослани со безброј убавини, на сите страни облазени во сончевина, простори во кои се слушаат звуците на музите од минатото, кои оддават впечаток на жално отпевање на сегашната вечност, сегашност, миг и иднина, преполни се остатоци од милениумска одисеја на жителите од овој крај, од нивното прво биолошко појавување па со се до денес. Селото Долна Горица е континуитет на некогашното село Горица. Тоа е македонско-христијанско православно село. Низ историографските документи неговото име се среќава како Горица, Долна Горица, Мала Горица. Селото е озбиен тип со 80 куќи кои во минатото биле изградени од камен на 2 ката, покриени со турски џерабиди, со мали дворни места. Селото се дели на 2 мала, Горна и Долна Мала. Поедини места во атарот на селото ги носат следните имиња: Арна Кошара, Нот Стерио, Бели Бешец, Боболец, Владио Бачило, Вакавче, Глата, Долна Горица, Завир, Изгорена Бука, Конопишта, Крушата, Карагулица, Блато, Маливер,
Орлов седло и многу други викани места. Новите традиции, навики и обичаи не можат така да ни го загреат срцето и да ни го исполнат со радост, онака како што можат старите македонски традиции. Сепак да не бидеме погрешно разбрани. Светот обстојува врз основа на оспособување и имплементирање на новитети. Ние мораме да ги почитуваме тие новитети. Меѓутоа, реков, не смееме никогаш да дозволиме да се заборават нашите стари и проверени и докажани традиции, адети, обичаи и така натаму. Бидејќи тие обичаи, таа традиција се огледало на нашето славно историско минато. Таа традиција и тие обичаи се мост меѓу младите генерации и нивните предци. Тие традиции, културата, обичаите, творештвото, јазикот, фолклорните обичаи се најверодостојни нешта кои што се пренесувале од генерации на генерации низ вековите наназад. Како што напоменав, Владо Јовановски во неговата книга "Селските населби во Преспа" за селото Долна Горица, кој има забележено и дел од неговиот историски развој. За селото Долна Горица го забележал следното. Долна Горица како континуитет на некогашното село Горица се среќава во повеќе извори од различни периоди. Најрано во 1568 година, 69-та, во турските пописни документи за казата Биглишта, во 16-тиот и 17-тиот век, во Слепчевскиот кодик, во 1865 година, во патописот и картата на Јохан хан, во 1900 година, во делата на Васил Кнчов, во документите и спомените на лидерскиот период, во 1912 година, кај Георги Трајчев, во 1917 и 18 година, кај Боривоја Милоевиќ, а потоа кај Стерио Спасе, Драголјуб Будимовски, Тошо Поповски, Коста Мундушев, Велко Миеш Пјанка и Стојан Ристевски. Првпат селото Долна Горица во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштвата црковни повелби, житија кои датираат од 969 година до 1080 година за време на владењето на синовите на македонскиот комитопола Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владењето на македонскиот владетел царот Самоил од 979 година до 1014 година и црковните записи кои датираат од времето на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир, во византиските записи од времето на Јован Скирица, поточно речено од 1020 година за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентив од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич Несилниот од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин и македонскиот владетел кралот Марко од 1371 година. Владо Јовановски, како што напоменал во неговата книга "Селските населби во Преспа", посебно во одделот за Мала Преспа, за општината Пустец, за селото Долна Горица го забележал и неговиот демографски развој. Во ова дело го запишал и следново.
Во текот на своето постоење, Горица го бележи следниот демографски развој. Во 1568-69 година селото имало 15 семејства. Ова се дознава од обширниот пописен дефтер во казите Горица, Биглишта и Хрупишта. Во 1865 година имало 29 христијански куќи, во 1900 година 42 жители, во 1912 година 5 куќи и 56 жители, во 1917 и 18 година 6 христијански куќи, во 1923 година 210 жители, во 1933 година 6 куќи, во 1940 година 40 куќи, во 1998 година 80 куќи и околу 360 жители. Податоци за селото Долна Горица се содржат во пописниот отомански дефтер број 4 од 1568-69 година, каде што во овој дефтер селото се споменува како Горица и припаѓа на казите Горица, Биглишта и Хрупишта, како падишавски хас и нахијата Билишта, брои 15 семејства. Пописниот дефтер од 1665 година, кој се однесува за периодот од 100 години под преходниот, ги содржи речиси истите податоци, како и дефтерот број 4 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер, покрај другото, е запишено дека селото и припаѓа на Ресенската нахија и имало 14 семејства, 4 неженети и 4 вдовици, сите христијани. Во пописниот отомански дефтер од 1865 година е запишано дека селото брои 29 христијански куќи. Дека селото Долна Горица на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, патријаршија 1367 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Шпиридон Гончев, топографски етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ, издадена во 1889 година, каде што за селото е забележено дека селото имало 18 домаќинства со 40 жители македонци. Додека пак Јохан Кан во патописот наменет за селото Долна Горица запишал дека во 1868 година во него живееле 40 домаќинства. Според статистиката на Васил Крнчов, Македонија, етнографија и статистика, од 1900 година во Долна Горица живееле 420 жители, сите македонци. Според записите на Григорија Трајчов, кои датираат од 1912 година, во тоа време во селото живееле 84 жители. Според записот на Бранислав Милоевиќ во 1917-1918 година селото броело 35 домаќинства, додека според записите на Кирил Мундишев во 1926 година селото броело 511 жители, заедно со Горна Горица, а според Стерио Спасе во 1945 година во селото живееле 150 жители, во 1960 година 108 жители, во 1969 година селото броело 210 жители, во 1979 година селото броело 221 жител. Старински родови во Долна Горица се Вурмовци, кои се доселени од селото Туминец во 1955 година, Горичени, Доневци, Трајковци, Калешовци, Шумарковци и Шулиновци, кои се доселени од селото Шулин. Втората половина на 18 век за Долна Горица, во чиј состав влегува и селото Горна Горица,
како единствено село забележано во томаските пописни дефтери, е период на обновување на селото и испразнето со пустошењето на арнаутскиот башибозук, кој броел околу 200 рами и силеџии, уништен од отоманскиот пашалак. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на скромни сакрални зданија врз претходно разорнатата селска црква Свети Ѓорѓија, која првично била изградена во 1887-88 година, реобновена во 1907 година, која се наоѓа на западниот дел на селото, која од 1967 година па се до 1991 година беше претворена во касарна, реобновена во 1997 година, а осветена во 1998 година. Црквата Света Петка се наоѓа северозападно од селото. Годината на незината градба не е позната. Во периодот од 1967 година до 1995 година таа е разурната, за да во 1996 година врз старите темели повторно е реобновена. Селото Долна Горица уште од памтивека имало учени луѓе. Првото училиште е отворено во 1889 година во црквата Свети Ѓорѓија. Наставата ја изведувале селските питропи и попови на македонски црковен книжевен јазик и писмо, за да за време на Балканските војни и за време на Првата и Втората светска војна наставата на изменично се извршувала најсетне на грчки, бугарски и албански јазик, за да од 1946 година во приватните куќи на македонски мајчин јазик од учителот Методија Главче. Исто така, Владо Јовановски во неговата книга Селските населби во Преспа, а посебно во дело за Мала Преспа, го има забележено и неговото историско минато. Во делот од ова негово писание го забележал следното. Долна Горица до 1912 година беше под турско владение, во тој склоп Дервеџинско село и Беговски чифлик, кој се задржал се до 1940 година. Последниве 2 века од турското владење, селото било често напаѓено и ограбувано од арнаутските арамиски дружини. Во подалечното минато, мештаните од селото Долна Горица учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за формирање на самостојна македонска држава, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Во подготовките и екот на илинденското восстание, селото зема активно учество со своја чета од 20 востаници, заедно со селото од Горна Горица, раководено од војводата Јоше од селото Подмочани. Македонските револуционери Јаким Коцев, Трпо Василев и Пандо Стебов се родени во Долна Горица. Селото Долна Горица не го избегнуваат воените действија од Првата и Втората Балканска војна, каде што во 1912 година селото потпаднало под српска власт, за да во 1913 година селото потпаѓа под грчка власт. Исто така, селото Долна Горица не го избегнуваат воените действија и од Првата светска војна, каде што за потребите на боиштето машкото население првично било мобилизирано од грчката војска, каде што поголемиот дел од мобилизираното машко население, кое било испратено на Македонскиот фронт,
не се вратило во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае гробнината, а преостанатото население било ангажирано во превоз на воена опрема и изградба на фортификациони објекти и патишта за потребите на боиштето. По завршувањето на Првата светска војна, селото потпаѓа повторно под грчка власт, каде што од 1919 година па се до 1922 година долногоричани биле мобилизирани во грчко-турската војна, а со договорната размена на територија и население помеѓу Грција и Албанија, Долна Горица припаднала на албанската држава со сите последици од тогашната албанска политика спрема македонците. Во 1939 година Албанија е анкетирана од страна на Италија. Во 1940-41 година повторно машката популација беше мобилизирана во албанската фашистичка армија, како и преостанатото население кое принудно учествуваше во грчко-италијанската војна. Развојот на народно-ослободителната борба на Македонија се одвил во текот на 1942 година. На јануарското советување одржано во Скопје на 7 јануари 1942 учествувале 25 делегати и други комунистички дејци. На советувањето било одлучено во иднина партизанските одреди да бидат мали и подвижни, да имаат народен карактер и нивната цел преку развивање на национално-ослободителната борба да биде извојување на национална слобода на македонскиот народ. Во однос на дејноста на покраинскиот комитет било одлучено засилување на партиската политичка активност сред селаните. По капитулацијата на Италија во 1943 година, селото Долна Горица беше дел од слободната територија на народно-ослободителната и антифашистичка војна на Албанија, а и на народно-ослободителната и антифашистичката војна на Македонија. Во месец февруари 1943 година во селото е формиран Народно-ослободителен комитет. Во втората половина на месец ноември 1943 година на својот пат за Дебарца низ селото поминуваат борците на Битолско-преспанскиот батаљон Стив Наумов, а при крајот на месец април 1944 година борците на првата македонска косовска бригада. Во текот на народно-ослободителната војна 19 долногоричани се бореа во партизанските одреди и единиците на народно-ослободителната антифашистичка војна на Македонија, од кои тројца ги положија своите животи на боиштето широм Југославија. Ослободувањето на Македонија во Втората светска војна била последна етапа во борбата на македонскиот народ во средината на 1944 година. Во времето на завршните операции за ослободување на Македонија, под командата на главниот штаб на Народно-ослободителната војска на Македонија и партизанските одреди на Македонија, веќе имале околу 85.000 учесници во Народно-ослободителната војска на Македонија, со 7 дивизии и 3 корпуси, меѓу кои и околу 10.000 борци и заднински соработници од Егејскиот и Пиринскиот дел на Македонија. Ширум Македонија биле формирани околу 500 народно-ослободителни одбори и биле избрани 116 делегати за првото заседание на АСНОМ, како највисоко законодавно и извршно народно представничко тело на македонската држава, на кое македонскиот јазик бил прогласен за службен во македонската држава и започнал државниот развиток на демократска федерална Македонија како федеративна држава во рамките на Југославија.
Оскудното плодно поле ги приморало долно горичани својата екзистенција да ја наоѓаат на печалба, чиј традиционален печалбарски начин на живење од година во година се поголем замах земало. Печалбарската традиција речиси никогаш не прекинала. Покрај тоа што многу мештани од селото биле на печалба во тогашните балкански престолнини, семејствата многу успешно стопанисувале и со своите, иако оскудни имоти, обработувајќи ја земјата и огледувајќи добиток за вршење на земјоделски работи за домашни потреби. Кога секој добронамерник ќе дојде во Долна Горица и кога ќе прошета низ селските сокачиња и пачиња, ќе се одушеви што старото одамна му остапило место на новото современо живење, налик на она американското, како што знаат да кажат мештаните од селото, на чиј современ градски живот можат да и позавидат и некои помали градски и приградски населени места во Македонија. Почитувани мои, иако на мојот престој во селото Долна Горица му се ближеше крајот, не се заминувам од албанскиот дел на Мала Преспа. Овој пат ќе останам малку подолг период, за да направам документарни записи и за селата Глобочани, Зрновско, Леска, Пустец, Церје и Шулин.